Денес умре мама. Или може би вчера, не знам. Добив телеграма од домот за старци. Мајка ви почина. Закопот утре. Искрени сочувства. Тоа не кажува ништо. Може би тоа било вчера. Руча во ресторанот на Селести го фатив автобусот во 2 кој оди кон старичкиот дом оддалечен 80 километри. Ужасно е жешко. Од топлината, мирисот на бензин и труцкањето на автобусот ми се приспива. Стигнав. Сакав веднаш да ја видам мама. Но чуварот вели дека прво треба да се видам со управителот. Вели, мама тука била среќна. Не ми префрла што сум ја ставил во дом. Сигурно со мене и било здодевно, а тука си имала пријатели. Ме одведе во мртовечницата, а таму ме дочека вратарот. Ме прашува дали да го отвори капакот. Му велам, не. Ме прашува, зошто? Му велам, не знам. Ми понуди да одиме на вечера, но го одбив. Ми понуди филџан бело кафе, а тоа со задоволство го прифаќам. Го испив. Тогаш имав желба да пушам, но се двоумев, зашто не знаев дали би можел да пушам пред мама. Размислував. Тоа немаше никакво значење. Му понудив цигара на вратарот и запушивме. Времето со вратарот ме поминува во беззначени разговори, до вечерата која доаѓаат и другите пенсионери на бдење. Но кога поминувам со старците, дремам и ги анализирам. Се раздени. Дојда од закопниот завод. Одам повторно да подпишувам некакви акти кај управителот. Ме прашува дали сакам за последен пат да ја видам мајка си. Му одговарам не. На погребот од пенсионери дојде само на Томас Перес, зашто тој бил неразделен од мама. По патот кон гробиштата колата оди премногу бргу за него. Почна да заостанува, но покрај горештината, староста и накуцувањето, тој успева да стигне на погребот. Службеникот од закопаниот завод ме праша, вашата мајка ли е таму? Јас реков, да. Стара ли беше? Јас одговорив, па, така, бидејќи не го знаев точниот број. И конечно се заврши. Едва чекам да стигнам дома и да се изнаспијам. Сабота, плажа, море, сонце и убавата поранешна дактилографка Марија Кардона е тука. Заедно се капеме, лежиме и уживаме на сонцето. Сакаш ли вечер да одиме во кино? И велам, да, ако гледаме комедија. Бевме во кино, а ноќта таа ја помина кај мене. Недела. Најздодевниот ден кога нема што да се работи. До пладне лежам во креветот и пушам цигари, не ми се појадува кај Селес, таму ќе ми поставуваат прашања за мама. Сам ќе си сварам јајца. Здодевно. И шетањето ни станот и стариот весник, ќе излезам на терасата. Ги гледам минувачите и дуќанџиите и си мислам, измина уште една недела, мама закопана. Пак ќе се зафатам со работа и се на се, ништо не се измени. Следните денови ги поминувам работно преку целиот ден, на работа, дома. Шефот ме повика во канцеларија и ми кажува дека планира да отвори канцеларија во Париз и бидејќи сум млад, ми предлага да одам да работам таму. Велам дека ми е сеедно и дека тукашниот живот ми се допаѓа. Шефот е разочаран, ми вели дека немам никакви амбиции, дека тоа е кобно за работата. На скалите го сретнувам соседот Саламано со неговото куче. Кучето има некаква болест на опаѓање на влакната и целото е покриено со дамки и кафени красти. Тие се заедно 8 години. Неразделни и веќе почнале да личат еден на друг. Секој ден Саламано го води на прошетка и постојано го кара, велејќи му, Максо, мрцино,
вечерта со Ремон отидовме на коњак, а на враќање го сретнавме соседот Саламано кој го загубил своето куче. Разочаран и вознемирал, го барал по сокаците, но не можел да го најде. Цела ног го слушав како плаче по кучето. Следниот ден, на работа, Ремон ми се јави по телефон и ме покани кај негов пријател да одат на викенд. Прифатив, но му кажав дека веќе го ветив викендот на Марија, па тој ја покани и неа. Вечерта Марија дојде да ме бара и ме праша дали би сакал да се оженам за неа. Реков дека тоа ми е седно и дека би можеле тоа да го сториме ако го сака таа. Потоа сакаше да знае дали ја сакам. И одговорив, како што тоа веќе еднаш го сторив, дека тоа не значи ништо, но дека несомнено не ја љубам. Зошто тогаш да се ожени за мене, рече таа. Таа забележа дека бракот е сериозна работа. Одговорив, не. Вечерав кај Селес и сега во станот ми дојде соседот Саламано. Таа жена што никако не може да си го пронајде кучето, тој има потреба некому да му се исповеда. Ми раскажува за својот живот, за тоа дека се оженил доцна и дека не ја сакал својата жена, но дека свикнал на неа. Кога таа починала, тој се чувствувал многу осамено, па затоа го земал кучето. Ја спомна и мама, дека многу го сакала кучето и дека соседите ме осудувале што сум ја пратил во дом. Се оправдувам со тоа дека немав доволно пари за да ја издржувам. Впрочем, има веќе подолго време откако немаше што да ми каже и дека се досадуваше сосема сама. Ден пред викендов бев да сведочам дека девојката на Ремон му била неверна и го ослободија со предупредување. Викендот, кога тргнавме кон автобуската постојка со Марија и Ремон, видовме група арапи, меѓу кои братот на девојката Маварк. Не наблюдуваа молкома на нивни начин, како да се камења или мртви дрвја. Останаа таму, не следеа, а ние стигавме во дрвената кукичка на плажа, кај пријателот на Ремон, Масон. Тоа е голямо човечиште, со широки рамења, а жена му ситна, малечка и љубезна. Утрото отидовме на плажа, ручавме и по ручекот само мажите отидовме да прошетаме. На плажата немаше веќе никој, сонцето е високо искачено и сите се прибрани по куките на одмор. На крајот од плажата Ремон забележува дека ни се приближуваат двајца арапи. Се подкутвуваме за физичка пресметка. Ремон прв нападна, а Масон го презема другиот и го претепа фрлајки го во вода. Арапот, со кој се бореше Ремон, извади нож и го засече по раката и пустата. Потоа, тепачката стивна и арапите се повлекоа. Во кукичката им раскажавме на жените што се случи, а Масон го однесе Ремон кај некој доктор што во близина имал кукичка. Кога се вратија, Ремон беше вознемирен и сакаше да одиме повторно да се прошетаме. Овој пат тој со себе зема и пиштол. На плажата немаше никој, освен жешкото сонце и тишината. Дојдовме до крајот на плажата до некој изворче, а таму арапите испружени под сенка. Ремон сака да пука во едниот од нив, но јас го спречувам велејќи му дека со ништо не е предизвикан. Се договараме Ремон да ги предизвика на тепачка, а јас го земам пиштолот и ако некој извади нож, ќе го убијам. Но арапите мирно се повлекуваат. Се вративме во куќарката, но од жештината не можам ни да се искачам по дрвените скали. Ке се вратам на плажата. Одам кај изворчето во ладовина. Таму го здогледувам едниот арап легнат на грб. Гледам како тој ја става својата рака в джеб, а јас во джебот го стискам револверот на Ремон. Врелина од сонцето ми ги опфати образите и чувствував капки пот како се собираат во вегите. Тоа беше истото сонце од денот кога ја погребавме мама и како и тогаш, особено ме болеше челото и сите негови вени биеа заедно под кожата. Поради оваа врелина што не може веќе да ја поднесувам, направив чекор напред. Знаев дека е тоа глупаво, дека нема да се растоварам од сонцето пресметувајќи се само еден чекор. Но направив еден чекор, само еден чекор напред. И овој пат, без да се подигне, арапинот го извади својот нож што ми го покажа на сонцето. Светлината бликна врз челикот и тоа беше како долго светкаво острило што ме погоди во челото.
Истиот момент на собрана под во моите веги наеднаш потече низ клепките и ги покри со млак и густ превес. Моите очи беа заслепени зад оваа завеса од солзи и сол. Ги чувствував само цимбалите на сонцето врз моето чело и нејасно блескавото сечило што молска од ножот, постојано вперен во мене. Овој усвитен меч ми ги бодеше трепките и ми ги копаше болните очи. Тогаш се заниша. Од морето се носеше тежок и врел здив. Ми изгледаше дека небото се отвара со сето свое пространство за да истура оган. Сето мое суштество се напрегна и ја стегнав раката врз револверот. Чкрапецот попушти. Ја допрев мазната испакнатост на дршката и тука, во татнежот истовремено остар и заглушен, се почна. Ја истресов потта и сонцето. Сватив дека ја нарушив рамнотежата на денот и во нредната тишина на една плажа каде што бев среќен. Тогаш стрелав уште 4 пати врз неподвижното тело во кое куршумите се забуцуваа незабележливо. И тоа беа како 4 кратки удари со кои почукав на вратата од несреќата. Ме затворија и неколку пати ме испрашуваа кратко, за лични податоци, и ми се чини дека никого особено не го интересира мојот случај. Разговарам со судијата и бидејќи сам не си одбрав адвокат, ми доделија по службена должност. Се ова е како игра, како нешто што сум го читал во книгите и воопшто не е сериозно. Утренета дојде адвокатот и ме распрашуваше за приватниот живот, за погредот на мајка ми. Опрашав каква врска има мајка ми со убиството на Арапот. Сакам на адвокатот да му кажам дека сум како другите луѓе, но ме мрзи да образложувам и објаснувам. Си отиде налутен. По неколку дена, заедно со адвокатот, отидовме кај следникот, кому му го раскажав целиот ден на убиството. Плажата, Ремон, Караницата, сонцето, 5 куршуми. Тој ме сослуша и на крајот ме праша дали сум ја сакал мајка си. Му реков, да, како сите луѓе. Потоа, настојчиво ме прашуваше зашто сум направил пауза меѓу првиот и другите 4 куршуми испукани во веќе мртвото тело. Не можев да најдам одговор. Жештината почна да ме мачи во оваа канцеларија полна со муви кои ми лазат по лицето. И следникот, веќе нервозен, ми ја поттури фигурата со Исусовото распетие под нос и ме прашува дали верувам во Бога. Му реков дека не верувам. Вознемирен и следникот ми вели дека досега не видел толку безчувствителна душа и дека другите криминалци се распаткувале пред таа фигура на болката. По оваа случка средбите со него се официјални, во присуство на адвокатот и кратки. Ке поминам 11 месеци во затворот. Првите месеци беше многу тешко. Мислев на плажата, на капењето, на Марија, но после тоа почнав да мислам само на секојдневните прошетки, на посетата на адвокатот, а остатокот на времето на мислите за жени и на сеќавањата. Во келијата најдов парче стар весник со сторија за некој човек што отишол на печалба, а кога се вратил по 25 години, сакајќи да ги изненади, не им кажува на мајка си и сестра си кој е, па тие ноќта го убиваат со чекан, го ограбуваат и го фрлаат во река. Оваа сторија ја читам секој ден. Еднаш ми посети Марија, како секогаш насмеана и весела, и ме теши дека ќе излезам и ќе се венчаме. Потоа само ми пишуваше писма, не дојде повеќе. Започна судењето. Ме водат во судската дворана преполна со луѓе и ја забележувам редицата поротници која ме наблюдува. Имав само еден впечаток. Се наоѓав пред една трамвајска клупа и сите овие анонимни патници го демнеа новоједениот за да откријат нешто смешно на него. Знаев дека е тоа глупава помисла, зашто овде не го бараат смешното, туку злосторството. Меѓутоа, разликата не беше голема и во секој случај таа мисла ми дојде на ум. Дојдоа и новинарите. Малку го надуваа случајот поради мртвата сезона на летото. Во судот прво мене ме сослушаа за убиството.
затоа што сум се вратил кај изворот, дали сум имал намера да го убијам марапот и продолжија со прашањата за мајка ми. Потоа ги сослушуваа и сите сведоци, управникот на домот за старци, вратарот, Томас Перес, кој кажуваа за мојата мирнотија на погребот, за тоа дека не сум сакал да ја видам мајка си, дека сум пушел и пиел бело кафе, дека не сум плачел и така натака. Селе застана во моја одбрана и кажа дека сум добар човек, дека ми е пријател и дека се тоа што се случило е несреќа. Потоа Марија, која иако сака да ме одбрани, мора да каже кога започна нашата врска, дека бевме да гледаме комедија, дека ноктеја помина кај мене и таа на крај си отиде расплакана, бидејќи ја приморале да зборува обратно од она што го мислела. Масон и Саламанов ги сослушуваа сосема кратко и на крај дојде Ремон. Тој веднаш изјави дека сум невин и дека се што се случило е случајно. Дека случајно сум бил на плажата, дека случајно сум го напишал писмото за неговата љубовница, дека случајно сум бил сведок на прељубата, па на суд сум сведочел од љубезност. Сите овие случајности обвинителот ги искористи да ме поврзе со еден макро и да нагласи дека сме другари. Бранителот изреволтирано реагира дека ми суди заради мојата безчувствителност и како сум ја погребал својата мајка, а не за убиството. Претресот продолжи утредента и ми се чини како да се одвива без моје учество. Завршните говори на обвинителот и бранителот речиси не ги ни слушам, но интересно ми е што зборуваат за мене и ме анализираат. Обвинителот ме представува како интелигентен човек, но бездушник кој ниту во еден момент не го изразил своето кајање. Таков човек, вели, е непотребен во општеството, чии основни правила не ги признава и затоа бара смртна пресуда. Попладнето порота да ја донесе својата пресуда. Гилотината на јавно место во име на францускиот народ. Ме сместија во друга келија и ми понудија исповедник кој 3 пати го одбив. Размислував да поднесам жалба, а најмногу размислував за зорите од кои станувам исплашен, зашто предпоставувам дека тогаш ќе дојдат да ме земат за извршување на казната. Полека престанувам да спијам ноќе, наслушнувајќи дали доаѓаат чекорите упатени кон мене. За жалбата си мислам. Добро, значи ќе умрам, очигледно порано од другите, но целиот свет знае дека не чини да се живее. Всушност знаев дека е сеедно дали ќе умрам на 30 години или на 70, бидејќи природно во обата случаја другите луѓе ќе живеат и за тоа време од 1000 години. Со еден збор ништо не беше појасно. Сегогаш јас ќе умрам, било сега или по 20 години. Во тој момент она што ми пречеше малку во моето расудување беше тој страшен скок што го чувствував во себе си при помислата на 20 години што можев уште да ги поживеам. Повторно доаѓа исповедникот. Ме сожалува заради моето неверување и неможност да се ослободам и исповедам. Ме сожалува што не верувам дека ќе продолжам да живеам на небото. Не можам да го поднесам. Го фаќам свештеникот за јаката и почнувам да му викам и да го навредувам. Му зборувам за својот живот и изборот што сум го направил, за тоа дека не ми е грижа за пријателите, за Марија, за тоа дека обвинетиот за убиство е погубен поради тоа што не плачел на погребот на својата мајка. Сакав само се да се сврши, само да се почувствувам помалку сам. Ми останува да пожелам на денот на моето погубување да има многу наблюдувачи и да ме дочекаат со извици на омраза.